Велат дека стилот не се купува, дека тој се гради. Ние сме на 31-то издание на Fashion Weekend Скопје или Modern Weekend Скопје, на кој што ги проследивме трите вечери од овој моден настан. Видовме многу модни реви, многу млади модни дизајнери и некои постари модни дизајнери кои што презентира колекции за течи вкус и за сето оно што се нарекува македонска мода. Hype TV е тука да ве поведе во сите овие прекрасни вечери, односно последната вечер на која што беа представени многу нови креации, нови изблици и нова надеж за македонската мода. А јас ве поведувам кон нова возбудлива модна вечер и нови модни изблици. Повелете. Во Hype TV ги имаме Никола Евтимов, нашиот најдобар моден дизајнер, слободно можам да кажам, од причина што веќе не си таргетиран само на македонската модна сцена, туку и на светската модна сцена. Никола, драго ми е што си со мене во Hype TV. Јас со тебе се знам повеќе од 20 години, ја елаборираме заедно модата. Што ќе ми кажеш за овој моден викенд, 31-во издание? Драго ми е дека најнапред честитки на Света и нејзиниот тим затоа што очигледно обстана на нашиот пазар. Притоа и иако е локален моден викенд, и тој на некој начин ги премина локалните граници со оглед на проектите што се особено на линија на одржлива мода. Драго ми е и дека веќе јас како некој кој што пред децени почна да пишува локалната на некој начин историја на модната сцена, сведочи за промената на многу генерации. Драго ми е дека секоја генерација носи некоја нова енергија, така да мислам дека треба да бидеме среќни што обстојува модниот викенд и понатаму. Пред неколку години модната сцена како и да не постоеше, тоа сите го знаеме, тоа е податок број 1. Меѓутоа, сепак морам да те прашам дека дали модната сцена во Македонија прогресира овие неколку години. Ти си професор, па можеш тоа да го кажеш и од твоја гледна точка. Она што е добро дека постојат многу млади таленти. За мене тоа се деца кои што очигледно ја сакаат модата и се спремни да ги поднесат сите оние жртви. Јас повеќе не сум, јас сум и понатаму ригорозен во однос на оценувањето на работава, меѓутоа некако и јас пораснав како предавач, за да малку поинтензивно нештата ги одвојам и од локалниот контекст. Сепак, за да имаме вистински напредок на модната сцена во Македонија, треба да ја разбудиме најнапред модната индустрија. Затоа што со години наназад чувствуваме дека се е на плеќите на дизајнерите, а сепак модата го има и оној бизнис аспект и без инвестиции тоа е невозможно. Дали сметаш дека може да се издигнеме над предпреките, посебно кога станува збор за економскиот дел? Да, со паметни вложувања сметам, затоа што мислам дека со помно следење на сите глобални тенденции во смисла на моден дизајн, меѓутоа и во смисла на економија, дека се уште сме на некој начин компетитивни на тој глобален пазар. Само ќе се повторам, подразбира соработка со инвеститори и правење на една добра стратегија, за која што ние би настапиле. Јас пред многу години предавав и во Банкок и тогаш сведочев дека одредени брендови од Словенија, например, продаваат и на тој пазар таму. Значи, приказната е остварлива, меѓутоа ќе треба добра стратегија да направиме за да тоа се реализира.
Кажав дека се таргетирани на светската модна мапа, постојано се покарува на разни модни настани и се обидуваш да направиш колаборации и соработки со познати модни брендови. Како ти оди сега? Во моментов работам на една локална балканска приказна. Мини колекцијата е веќе isproducirana. Во преговори сум со една фирма од Белград. Собственичката на таа фирма и се допадна многу целата приказна, така да следниот мој конкретен чекор ќе биде балкански. Затоа што на некој начин ме фати носталгија за овие простори, меѓутоа исто времено сметам дека модата е одличен медиум да надминеме одредени работи кои што за жал политиката некако успеа да ги расипе. Дали во твоите претходни креации, па и сегашни креации, може да се почувствува тој сегмент на револт или општо на изразување на некаква на некаков си простор каде што може да се изразиш онака целосно и каде што може да реализираш твојата порака? Јас дури на почетокот на мојата кариера или особено после моето враќање од Италија во 98 година, на некој начин успеав и да направам многу добри пријатели, меѓутоа и со мојата работа не сакајќи непријатели, токму затоа што инсистирав модата да ја користам како медиум за комуницирање на одредени пораки. Најверојатно во моментот ја нема она жестина која што имаше пред децении, затоа што сватив дека едноставно и нели комуникацијата е барем двострана. Се уморив од приказни пуштање во етер, меѓутоа компонентата на комуникативност се уште е градена, меѓутоа најверојатно на посуптилен начин. И на крај, што те одржа сите овие години? Тоа е одлично прашање. Многу пати сум имал подготвен куфер дома за да заминам. Меѓутоа, мислам дека најнапред предаденоста на модата како константна љубов која што не може да изневери, меѓутоа и најверојатно она што од семејството го носам дома да не бегам, да едноставно се соочувам со проблемите, особено поради предавачката работа и можноста да се сподели личното професионално искуство. Мислам дека тоа најмногу ме полни, а во овој момент дури и настани како што е модниот викенд. Ти благодарам многу. Христина Георгиева и Стефан Крстевски во Hype TV. Едната модна дизајнерка, еден од нашите најпознати модни инфлуенсери. Како се поминувате на Fashion Week-от ова веќе завршната вечер? Здраво, јас се поминувам прекрасно. Моја прва година да заправо не учествувам во ревијата да бидам ко моден дизајнер, туку да уживам во самата публика, да видам како, што другите дизајнираат, како вкус имаат, какви идеи, какви визии. Стефан, како ти се поминува? Здраво на сите. Како и секоја година, Fashion Week е едно интересно искуство за македонската естрада. Мислам дека има надеж и секоја година е се подобро и подобро. Има одлични дизајнери и мислам дека идеме кон подобро. Дали имаме надеж? Дали македонската мода има надеж да оди понатаму и да се качува погоре на тие модни скалила и да биде запазена на модната мапа на Европа? Секако дека може. Јас имам приметено дека секоја година се повеќе и повеќе луѓе се заинтересирани во модниот свет и покажуваат многу светски идеи, што можеме многу брзо и лесно да се издвоиме од самиот Балкан.
Стефан, имаш уникатен стил кој што може да го препознае и твојата публика како инфлуенсер. Што е најчесто ти е најомилено за облекување? Гледам дека си во црно облечен, меѓутоа тоа не мора да значи може би користиш други бои. Да, точно. Не можам да издвојам нешто единствено како омилено, бидејќи обожавам да експериментирам и секогаш гледам да е нешто различно, нешто уникатно, нешто својствено за мене. Да, црната боја е една од моите омилени и мислам дека одговара во секоја прилика и може да се искомбинира многу добро, но не можам да издвојам нешто посебно. Дали би настапила на следниот моден викенд? Да. Се надеваме заедно со мојот факултет IBU, International Balkan University во Скопје, кој се наоѓа во Топанско поле. Се спремаме моментално со нови идеи, со нови дизајни, јас и моите колешки, моите професори, целиот тим, така да се надеваме на многу успешна следна ревија во пролет-лето. Стефан, кажи ми што мислиш според тебе, онака од лично искуство, како едно машко треба да изгледа на Инстаграм, конкретно, кога се работи за професионални фотографии, не зборуваме лично? Ја мислам дека пред се секој треба да биде уникатен и да го покаже својот стил. Тоа треба нели сепак да изгледа во некои светски размери. Мислам дека е доволно да гледаме некои обични секојдневни работи. Мислам дека е време да и мажите малку да придонесат нешто за модата и да изгледаат посебно. Мислам дека имаме доста македонски личности од машкиот род кои изгледаат одлично, но мислам дека сепак има тука простор да се работи многу повеќе. Дали мислиш дека машките кај нас повеќе се плашат да експериментираат? Не мислам, него тоа е факт. И со секоја честна исклучоци кои имаат таа храброст да си го покажат својот личен стил и вкус. И дефинитивно треба многу повеќе да се ослободат, да се покажат на свој начин и да почнат повеќе да експериментираат. Мислам дека е време и мислам дека е ред и момент да прекине таа некои предрасуди, некои бариери во мислењето и мислам дека е ред да покажат нешто ново. Со нас во Hype TV ја имаме Александра Пановска-Лиевска, утринска на Канал 5. Здраво Македонија. Александра, како си ми и како се чувствуваш на ова 31-во издание на Fashion Weekend Скопје? Здраво, Негојша, ти благодарам. Одлично се чувствувам, одлична е локацијата, интересна, нешто различно во Скопје, оплеменето на еден креативен начин, како што знаат и умеат тоа да го направат од Fashion Weekend Скопје. Знам дека пратиш македонската модна сцена, што мислиш, дали овој пат се потрудија да донесат нешто ново и свежо во македонскиот моден свет? Секогаш се трудат да донесат нешто ново и различно, како што и дизајнерката која што не е од Македонија оваа вечер имаше своја модна ревија и прикажа и покажа дека и джемперот и рачната изработка може да биде модерна, различна и креативна. Дали носиш македонски дизајни? Да, сакам, поддржувам и секогаш даваме време и простор, особено во утринската на Канал 5, на македонските дизајнери, на македонската мода, која што треба да има многу повеќе простор и во медиумите и буквално насекаде. Бидејќи секогаш облечена, морам да признам, што мислиш, дали македонската модна сцена може да успее да го поткрене нивото, бидејќи претходните години како да тапкаме во место? Сметнам дека секоја година можеме подобро, нивото секогаш може да се поткрене, да има повеќе места за мода, помалку места за политика. Македонските политичарки кои што повеќе имаат места на македонската модна сцена да носат модни дизајнери и сите оние кои што едноставно се секогаш под светлата да носат што повеќе македонски моден дизајн, така ќе дадеме поддршка, така ќе излезат од границите и нашите македонки и македонци ќе креираат многу повеќе. Еве приватно, во што се чувствуваш најубаво? Во пижами.
Во Hype TV имаме мисисата инфлуенсерка Ангела Василевска. Ангела, добро ми дојде во Hype. Предпоставувам дека убаво се чувствуваш на 31-то издание на Fashion Weekend Скопје. Кажи ми како помина ревијата и кои се твоите први впечатоци од таа ревија? Ви благодарам многу. Ме поканата на Ано Дизајн. Навистина сум многу среќна и благодарна што сум поканата и посакувам многу успех. Се најдобро. Што мислиш од твој аспект, сепак се мислиш се ги пратиш модните трендови, дали македонската модна сцена веќе се искачува на некој малце повисоко горно скалило, да речеме, или две скалило, зашто да не? Апсолутно, сметам дека и треба секако на секоја од нас, како девојките, да се на некој начин и угледа на овие нови дизајни и мислам дека дефинитивно нешто од ова ќе си одберам и ќе носам. Кажи ми кои се твоите следни ангажмани и во поглед на мис, како да кажам, и во поглед нели на оно што го нарекуваш, се нарекува инфлуенсерство. Што може да очекуваме ние нешто ново од тебе? Моментално не сум толку многу посветена на мис, меѓутоа инфлуенсерството ми е слаба страна, така да кажам. Имам повеќе соработки и се надевам дека ќе склопам некои нови. Што мислиш од денешна перспектива, дали балем сородно се заработува од инфлуенсерство кај нас од Инстаграм? Јас сум и маркетинг директор, така да не се заработувам многу во мојот случај, повеќе заработувам од бизнисот. Во Hype TV имаме Валентин Петревски, еден од нашите најпознати водители. Валентин Скотска на Fashion Weekend Скопје од глава до пети. Како се чувствуваш на ово 31-во издание на Fashion Weekend Скопје и што ти остави најголем впечат? Секогаш е убаво на овој настан. Баш сега коментиравме ова еден од малкуте настани кои што генерално кај нас се случуваат и понекогаш е греота да ги скокнеме, да бидам искрен. Ми се допаѓа, тука може малку да излезеш и надвор од својата комфорт зона, бидејќи дозволени се повеќе експерименти. Најмногу ми се допаѓа идејата што многу млади луѓе на едно место. Знаеш, ревијата сама по себе е одличен момент, меѓутоа измеѓу ревиите онаа дружба, комуникација и споделување информации едни со други, преговори, договори така натаму, мислам дека е стварно еден огромен бенефит за кај нас. За жал нема машки модни дизајнери кои се презентираат оваа година на оваа сезона на модниот викенд Скопје, меѓутоа еве кој се погрижи за твојот изглед? За мојот изглед се погрижи мојот колега Валентин Петревски. Морам да признам дека во последниве пати имам влијание од мојата многу добра другарка Стефанија Насеска, која што е дизајнер. Маската од Требениште. Маската од Требениште, да, се обидува да ги скрши моите норми на облекување и ова за мене малку е нешто како поразлично издание, ама морам да признам дека кога човек излезе од комфорт зоната, дека секогаш убаво и секогаш интересно, бидејќи нели и во модата и во креативноста, мислам дека буквално нема никакви граници, така што човек треба понекогаш да експериментира. Може сум немал доволно храброст, ама полека почнувам да се опуштам во тој дел. Апропо овој муабет, дали македонските мажи ги разбиваат оние стереотипи на класично облекување, костим, светнати чевли и вратоврска, туку се облекуваат токму поинаков тип на вратоврска, која не е ни вратоврска, туку марама, джемперче, класична кошула. Мислам дека ќе се согласиш и ти дека многу сме напред во тој поглед. Да, се уште го има и поголемиот дел, секако дека се по-класично, на што нели секогаш било испробано, меѓутоа мислам дека се повеќе мажи, посебно младите, имаат и тоа како храброст и ги следат. Мислам дека денеска Инстаграм, Фејсбук и останатите социјални мрежи, знаеш, многу, а и отвореноста кон светот, нели сега имаме летови на сите страни така натаму, мислам дека не прават многу поблиску барем до европската модна сцена. Ми се допаѓа што на улица гледам многу шаренило, а тоа е убаво, нели убаво е кога не сме сите онака како во еден калап. Јас сме униформирани. Па да, може да се каже дека сме униформирани, ама мислам дека се кршат правила и еве ваков тип на настани мислам дека малку отвараат очи, дека можеме нели малку и поразлично да се облечеме.
Во Hype TV имаме музичката звезда Лара Иванова од Макфест директно на Fashion Weekend Скопје или Modern Weekend Скопје. Лара, како се чувствуваш овде на 31-то издание на Fashion Weekend Скопје и дали има нешто што ти привлече внимание? Секогаш се чувствувам прекрасно кога сум тука, уживам во ревиите секоја година, така и оваа година решив да дојдам и да видам што се случува. Искрено ме интересира какви ревии ќе видам и што ќе ми се допадне од ревиите. Мислам дека имаме навистина талентирани македонски дизајнери, така да баш сум возбудена да видам што ме очекува. Обично го цениме туѓото, не го прифаќаме нашето, меѓутоа веројатно нештата се сменија. Во кој дизајн си облечена вечерва? Јас сум денеска во парче на Папков, баш ми е мило што ја имам таа чест оваа вечер да го носам. Навистина нешто поразлично, нешто што досега го немам видено. Навистина ми е многу драго што имаме многу талентирани македонци и дизајнери и музичари, буквално многу луѓе од уметноста, затоа што мислам дека треба да си го цениме тоа што го имаме, доколку навистина обрнеме внимание на тоа што го имаме тука во Македонија, ќе најдеме многу таленти. Кажи ми, дали имаш македонски омилен дизајнер? Па не би можела да одвојам еден дизајнер, ми се допаѓа многу и Занов, со него исто така имам соработувано. Мислам дека имаме многу добри дизајнери и сум отворена за соработка со сите нив доколку нормално ми се пружи прилика. Еве ти како лице од јавната сцена имаш можност да експериментираш со стилови, па и да користиш креации од македонските дизајнери, колку тоа може и да се употреби во еден сценски настап, конкретно зборуваме за сцената. Па може многу добро да се вклопи. Мислам дека и самите дизајнери се доста како да кажам слободни да се работуваат со артистите, така да што можам повеќе би сакала во иднина да се работувам со наши македонски дизајнери, затоа што само така може едни со други да се поддржуваме и се повеќе и повеќе јавноста да не дознава.